Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес ќе продолжиме со проучување на важните настани од животот на царот Саул. Иако на почетокот почна многу добро, со тек на време застрани и почна да се однесува безбожно. А тоа, се разбира, имаше сериозни последици за него, како и за народот кој го водеше. Моje лично мислење е дека Саул никогаш не беше посветен Божи човек, туку постојано се преправаше дека е побожен. Саул го поштедува животот на Агаг. Во глава 15, Саул покажа непослушност така што го поштеди животот на царот Агаг. Слушнете што пишува во првите 3 стихови. Потоа Самуил му рече на Саул: Господ ме испрати да те помазам за цар над неговиот народ, над Израел. А сега чуј го гласот Господов. Така говореше Господ Саваот: Ке го казнам Амалик за она што му го направи на Израел, кога му се испречи на патот додека овој излегуваше од Египет. Оди сега и нападни го Амалик и истреби се негово, но не земај за себе ништо од нив, туку уништи го и проколни го се што е негово. Не штеди го, туку предај на смрт, од маж до жена, од момчето до енче, од вол до овца, од камила до магаре. Предпоставувам дека на повеќето од вас овие зборови им звучат многу строго. Но ако го прочитате Стариот Завет, ќе сфатите дека амаликијците беа едни од најголемите непријатели на израелците. Потомците на Амалик беа народ кој живееше спротивно на Божите закони. И неколку пати се обидаа целосно да ги уништат израелците. Бог им даде доволно време да се покајат за своите дела, но не го сторија тоа. Ако амаликијците не беа истребени, тие сигурно ќе беа постојана закана за Божиот народ. Некој можеби ќе рече: како можеш да го знаеш тоа? Го знам тоа, бидејќи Саул не ги истреби сите, а векови подоцна, нивните потомци сакаа да ги уништат израелците. Во книгата Естира читаме дека еден од потомците на Амалик сакаше да ги истреби израелците, но неговиот план не успеа, поради Божјата милост. Токму затоа Самуел му рече на Саул да ги истреби амаликијците, но царот не беше послушен на таа наредба. Саул ги собра луѓето кои беа способни за војна и ги изброи. Кога дојде во областа на амаликијците, еве што направи. Па им рече Саул на кенијците: Одете, одделете се, излезете од средината на амаликијците, за да не ве погубам со нив, бидејќи вие покажавте благонаклонност спрема сите израелци кои доаѓаа од Египет. И кенијците се одделија од амаликијците. И Саул го разми Амалик од Хавила се до пределите на Сур, кој се наоѓа пред Египет. И го зароби жив амаликискиот цар Агаг и сиот народ го истреби со меч. Поробување на царот на непријателот е дело кое ретко кој владетел би го направил во тоа време. Саул беше послушен во се останато, но наместо да го погуби Агаг, тој го остави жив. Всушност, има уште нешто во кое Саул не беше послушен. Стих 9. Но Саул и народот го поштедија Агаг и најдобрите овци, волови, изгоени јагниња и се што е вредно. Не го уништија, а го уништија само она што е лошо и безвредно. Саул си помисли: навистина ќе биде штета ако го погубиме добитокот или царот. И затоа им ги поштеди животите. Сетете се дека Самуел му рече да ги истреби сите, вклучувајќи го и царот и добитокот. Агаг не заслужуваше да биде поштеден, бидејќи припаѓаше на народ кој беше многу грешен и духовно расипан. Всушност, со оглед на тоа што Агаг беше цар на амаликијците, можеби тој најмногу заслужуваше да се соочи со последиците од неговите гревови. Саул не успеа да го направи тоа што Бог го побара од него. Изгледа дека ги нападна амаликијците само за да земе плен и да се збогати. Бог го отфрла Саул. Забележете ја Божјата реакција. И дојде слово од Господ кон Самуил: Жалам што го поставив Саул за цар, бидејќи тој се одврати од мене и не го исполни зборот мој. Се натажи Самуил многу, го повикуваше Господа цела ноќ. Не само израелците, туку и самиот Самуил сметаше дека Саул треба да биде цар над Израел. Откако царот тргна по лош пат,
На Самуил му стана многу тешко, бидејќи и народот го следеше неговиот пример. Тоа што Самуил не го знаеше е дека Бог веќе избра нов цар, кој ќе биде многу подобар од првиот. Но, пред да го помаза новиот цар, Самуил требаше да го соочи Саул со последиците од неговите постапки. А изутрина рано Самуил стана и отиде да го пресретне Саул. И му јавија на Самуил дека Саул отишол на Кармил и таму си подигнал споменик, но оттаму се вратил со колата и слегол во Гилгал. Кога Самуил дојде кај Саул, Саул му рече: "Благословен да си од Господ, јас го исполнив зборот Господов." Забележете како се изразува Саул. Тој вели дека го исполни зборот Господов. Стих 14. Но Самуил рече: "А какво е ова блеење на овци во ушите мои и мукање на волови што го слушам?" Кога Самуил го соочи со вистината, тој веднаш почна да бара изговори и се обиде да ја префрли вината на другите. Стих 15. Саул одговори: "Ги дотераа од Амалик, зашто народот ги поштеди најдобрите овци и волови за принесување жртви на Господ, твојот Бог, а другото го истребивме." Саул се обидува да даде религиозен изговор за неговиот греф. Вели дека причината поради која ги поштедил овците и воловите е за истите да можат да се принесат како жртви. Се разбира, тоа не беше вистинската причина. Но царот се обиде да звучи духовно и сакаше да се прикаже како човек кој на вистина се грижи за Божјата волја. Таквиот вид лицемерие е се повеќе присутен и во општеството во кое живееме. Има голем број бизнисмени и богати луѓе кои нечесно го заработуваат своето богатство и неретко тоа го прават на грбот на обичните работници кои работат за нив. А сепак, дел од богатството го даваат во добротворни цели, за изградба на црковни храмови и слично. Правејќи го тоа, тие луѓе всушност само се обидуваат да си ја смират совеста, но не ми се верува дека им успева. И царот Саул се обиде да си ја смири совеста поради својата непослушност, но неговите изговори не наидоа на разбирање кај пророкот Самуил. Како што Саул се обиде да се прикаже како побожен, а сепак живееше во непослушност кон Бог, така и секој од нас често ќе се најде во искушение да го направи истото. Секој верник во себе има желба која произлегува од грешната природа, да се прикаже пред другите како подуховен од што е. Сите ни од време на време сме во искушение да ја ставиме нашата религиозна маска, за другите да имаат високо мислење за нас. Но од овој текст учиме дека не е важно како се прикажуваме пред другите, туку дали живееме во послушност кон Божјиот збор. Побожноста има надворечни симптоми, но првично е нешто кое е поврзано со срцето. Ако недостасува послушноста, сите останато е само фасада која можеби кај луѓето ќе изгледа како побожност, но во Божјите очи е безвредна. Затоа, да бидеме внимателни и да се стремиме кон вистинска промена и побожност, кои произлегуваат од срцето. Саул повторно ги обвини другите за својот греф. Тој рече: "Народот ги поштеди најдобрите овци." Со други зборови, Саул вели: "Другите се виновни за тоа, вината не е моја." Потоа Самуил му кажа на Саул дека Господ го отфрли и дека не нашол благонаклоност во неговите очи. Слушнете ја реакцијата на царот во стиховите 20 и 21. Саул му одговори на Самуил: "Јас го послушав гласот Господов и отидов на пат каде што ме испрати Господ и го доведов амаликискиот цар Агаг, а амаликиците ги истребив, а од пленот, овците и воловите, народот го зеде најдоброто од ограбеното, за да му принесе жртва на Господ, твојот Бог, во Гилгал." Интересно е тоа што кога Саул разговара со Самуил, тој вели: "Господ, твојот Бог", а не "Господ, мојот Бог" или "Господ, нашиот Бог". Слушнете што пишува во следните два стиха. Овие зборови се помеѓу најважните во Стариот Завет. Самуил одговори: "Зар се палениците и приносите повеќе му се пријатни на Господ, отколку послушноста на гласот Господов? Послушноста е подобра од жртвата и покорувањето подобро отколку овнешкото месо. Зашто непокорноста е исто таков греф, какво што е вражањето, а тврдоглавоста е исто како идолопоклонството. Поради тоа што го отфрли зборот на Господ, затоа и тој те отфрли, за да не бидеш цар над Израел."
Тоа е моментот кога Саул официјално дозна дека Бог го отфрли како цар. Причината за таа отфрленост беше неговата непослушност. Иако Саул тврдеше дека го исполни Божиот збор, сепак неговите зборови не се совпаѓаа со делата. Денес има многумина кои имаат таков пристап кон Бог. Луѓе кои исповедаат вера, кои тврдат дека се искрени верници, но нивните дела не го покажуваат тоа. Кога велите дека верувате во Господ, што мислите со тоа? Дека верувате во неговото постоење? Но таквата вера не е онаа која Бог ја бара од нас. Тој не бара од нас само да веруваме во неговото постоење, туку и да го следиме тоа што ни го открил преку неговиот збор. Господ Исус им рече на учениците: "Вие сте мои пријатели, ако го извршувате тоа што ви го заповедав." Дали сте му послушни на Господ Исус Христос? Ако не, тогаш немате право да тврдите дека имате искрена вера во Него. Непослушноста е бунтовност против Бог. Денес има многу луѓе кои се однесуваат како Саул. Тие исповедаат вера во Бог, дури некогаш користат и духовни термини во начинот на кој се изразуваат, но нивните срца не им се предадени на Бог. Сакам само да појаснам дека делата воопшто не придонесуваат за спасението. Кога велам дека некои луѓе исповедаат вера во Бог, а не живеат согласно нивната исповед, со тоа не сакам да кажам дека можат да го заслужат спасението преку нивните добри дела. Тоа што сакам да го нагласам е дека љубовта кон Бог не може само да се исповеда, туку мора и да се покаже. Тоа не се мои зборови, туку зборови на Господ Исус Христос. Во стихот кој предмалку го цитирав, Исус многу јасно кажува дека начинот на кој можеме да покажеме дека вистински го познаваме и веруваме во Него е преку нашите дела. Слушнете ја реакцијата на Саул. И Саул му кажа на Самуил: "Сгрешив, бидејќи ја престапив заповедта на Господ и твојот збор, но јас се исплашив од народот и го послушав гласот нивни." Ова е една од причините зошто Саул не требаше да биде цар на Израел. Наместо да биде воден од желбата да му угоди на Бог, тој постојано сакаше да им угодува на луѓето, а и на самиот себе си. Пред некое време дознав дека еден познат свештеник застранил од патот на побожноста. Кога другите го прашале која е неговата мотивација за тоа што го прави, тој одговорил: "Во се што правам сакам да им угодам на луѓето." Предпоставувам дека токму затоа и застранил од патот на верата. Во едно од новозаветните посланија, апостолот Павле пишува: "Ако сакав да им угодувам на луѓето, немаше да бидам Божи слуга." Забележете што пишува во стиховите 25 до 29. "А сега симни го од мене мојот грев и врати се со мене, за да му се поклонам на Господ." А Самуил му одговори на Саул: "Нема да се вратам со тебе, зашто ти го отфрли зборот Господов и Господ тебе те отфрли, за да не бидеш цар над Израел." Самуил се сврти да си оди, но Саул се фати за крајот од облеката негова и ја раскина. Тогаш Самуил рече: "Денес Господ го одзеде царството Израелово од тебе и му го даде на твојот ближен, кој е подобар од тебе. Светецот Израелов не лаже и не се предомислува, бидејќи тој не е човек, та да се предомисли." Самуил го соочи царот со тоа што ќе се случи во иднина. Пораката беше јасна. Со оглед на тоа што Саул беше непослушен, Бог најде друг цар наместо него. Самуил дури вели дека следниот цар е подобар од него. И реалноста беше навистина таква. Давид не беше совршен човек, но беше многу подобар од Саул. Стих 30. И рече Саул: "Сгрешив, но направи ми сега чест пред старешините на мојот народ и пред Израел и врати се со мене и јас ќе му се поклонам на Господ, твојот Бог." Од тоа што го читам, не ми се верува дека покајанието на Саул е искрено. Зошто го мислам тоа? Бидејќи не покажува никакви дела на покаяние. Покрај се што направи, изгледа дека најважното нешто за него е неговиот имидж и сликата која ќе ја представи пред другите. Наместо да тагува за своите гревови, тој само вели: "Сгрешив", и потоа бара од Самуил да дојде со него за народот да ги види заедно. Забележете ја реакцијата на Самуил. Стихови 32 и 33. Потоа Самуил рече: "Доведете ми го амаликискиот цар Агаг." Агаг, растреперен, се приближи до него и рече Агаг:
Дали е ова горчината на смртта? Но Самуил рече: како што мечот твој ги лишуваше жените од децата, така и мајка ти меѓу жените нека биде лишена од син. И го исече Самуил Агаг пред Господ во Гилгал. Знам дека за некој од вас постапката на Самуил изгледа многу строга и непотребна. Но не заборавајте дека Бог е праведен судија и секогаш го казнува гревот и злото. Царот Агаг припаѓаше на грешен народ кој постојано се трудеше да ги уништи израелците. Затоа Бог го казни. Бог не се менува и тој е се уште праведен и го казнува гревот. Имајте го тоа на ум, бидејќи ова е една од поважните аспекти на Божјата природа. Никој не може да избегне казната за гревот. Секој од нас е грешен и секој ќе треба да се соочи со последиците од гревот. А единствениот начин како да ги избегнеме вечните последици од гревот е преку вера во смртта и воскресението на Господ Исус Христос. На крстот тој ја плати казната за нашите гревови. Ке ги прочитам последните 2 стиха. Самуил отиде во Рама, а Саул отиде во домот свој во Гива Саулова. И Самуил веќе не се виде со Саул до денот на својата смрт. Но Самуил патеше по Саул. А Господ зажали што го постави Саул за цар над Израел. Кога пишува Господ зажали, тоа не значи дека Господ се покаја, туку дека му стана жал што ситуацијата испадна таква каква што беше. И тоа е навистина така. Бог жали кога луѓето одлучуваат да му свртат грб и да живеат тврдоглаво и во целосна непослушност кон неговата волја, бидејќи знае дека таквиот начин на живот води кон пропаст. Но Господ не беше единствениот на кој му беше жал за оваа состојба. И Самуил тагуваше по Саул, односно по неговиот неискористен потенцијал. Мислам дека тоа е една од причините зашто Самуил беше толку строг кон Саул, бидејќи искрено го сакаше и очекуваше дека ќе се покаже во подобро светло. Следниот пат ќе дознаете кое беше Божјото решение за оваа состојба. До тогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.